Нема разлика помеѓу Зоран Заев и Стево Пендаровски. Двајцата ниту ги интересира држава, ниту ги интересираат државни символи, ги интересира само заевизмот и заштитата на криминогеноста на оваа власт. Ниту Заев, ниту Пендаровски не ги интересира што било причината и зошто не била интонирана химната, или барем се обидува да го сокријат тоа. Заев, почитувани пред некој ден во телевизиско интервју, вели дека не знаел ниту дали Република Македонија на ракавите на униформите на војниот оркестар е причина зошто не била интонирана химната на Република Македонија при посетата на Алексис Ципрас. Ве молам само за едно видео од ова интервју. Некој рече дека оркестарот има Република Македонија на ракавите, дека тоа е една од причината за кој што не е свирена химна. Значи може да постои таква причина или било што ние знаеме секој пат да се коригираме, можеше да се сошие или слично. Ма вие не командувате со тој оркестар, има врховен комендант на Па имаме и министер. Имаме и министер. Кој ги шие тие? Имаме и министер за внатрешни работи. Пред некој ден, пред 2 дена, вели дека можела да постои и тоа да било причината, знакот на армија на Република Македонија на униформите да била причината зошто не била, меѓутоа не е сигурен, вели може да постои и таа причина. Понатаму посочува дека имало и министер, како што вели за внатрешни работи, кој што според него има поголема улога од врховниот комендант на армијата на Република Македонија и военно председател на Република Македонија. Но, почитувани, според протоколот мораше, потенцирам, недопустливо е да се пропушти интонирање на македонската државна химна при официјална посета на премиер од друга земја. А всушност Зоран Заев денеска признава, предмалку признава, дека токму тоа било причината зошто химната не била интонирана, зошто изостана гардата, зошто изостана војниот оркестар, а тоа бил амблемот на ракавите на војниот оркестар, амблемот на армијата на Република Македонија. Но првичниот одговор, почитувани, отвара едно многу сериозно прашање. Кој тоа раководел со македонскиот протокол? Кој тоа раководел и го подготвувал протоколот при посетата на Алексис Ципрас? Има ли одговорен за македонскиот протокол во владата или целиот протокол беше оставено на гостите од Атина? Почитувани, со ваква власт, со премиер кој што не знае и не се интересира или пак се потврдува дека лажал за авионот како причина зошто не е интонирана химната на Република Македонија, зошто изостана гардата, зошто изостана оркестарот, воопшто не треба да не чудат оценките и квалификациите од новинарите од Грција кои што велат, цитирам, ја посвоивме Македонија. Предлагам да погледнеме уште еден кус исечок овој пат од грчки медиум. Καταρχήν απέδωσε πολύ ωραία στιγμιότυπα και πολλά χαμόγελα. Μάρα, βλέπετε ήδη ένα από αυτά. Πολλοί υπουργοί για να μας τιμήσουν επέλεξαν να ντυθούν με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Δείτε την Υπουργό Άμυνας, για παράδειγμα, είναι όμοια με τη γαλανόλευκη ακριβώς δίπλα της. Τώρα, σε επίπεδο ουσίας, περίπου τους υιοθετήσαμε. Υιοθετήσαμε δηλαδή την Βόρεια Μακεδονία. Почитувани, им тргна со посвојувањето прво по митинзите, сега и од страна на грчките новинари, да не е трагично, ќе беше многу комично. Ете вака ја оценија посетата на Ципрас во Република Македонија и средбата со Зоран Заев, грчките медиуми, грчките аналитичари. Почитувани, ќе повторам, во истото интервју Заев јавно посочува дека не го интересира дали председателот е врховен комендант на македонската армија. За Заев, според неговите изјави, е важно што имало министер кој што тој го контролира. Епа, господа, тоа е односот на Заев кон функцијата председател на државата. Важно му е да има човек што ќе го контролира и што ќе му го одобрува криминалот во власта и што ќе одобрува неправдата и трговијата со влијание, трговијата со правдата во Република Македонија. А Стево Пендаровски е токму таков марионета кој што вели дека Зоран Заев наместо него може да ја води кампањата за председател на Република Македонија, бидејќи, како што вели, не се разликувале. 102,5% биле исти, вели Стево Пендаровски. Почитувани, ваквиот однос, ваквите оценки го потврдуваат фактот дека Стево Пендаровски и Зоран Заев се две лица на една иста паричка, потврдува дека Пендаровски е марионета
во рацете на Заев и дека Пендаровски му е потребен на заевизмот за тој да тече непречено. Почитувани, на Македонија е премногу еден Заев и еден заевизам. Доволен е и еден човек заштитник на неправдата и криминогеноста која што извира од власта. На Македонија е потребна и е неопходна правда и правдина. Легитимитетот на председателот извира од граѓаните на непосредни избори, а Македонија бара право и правда. На овие председателски избори, почитувани, граѓаните со гласот за правда ќе го делегитимираат и Заев и заевизмот. Ви благодарам.